Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Кога дојдовме во центарот на Кочани, додека кочанчани го пие првото утринско кафе во популарните кафулиња во трговскиот центар, градежни работници поставуваа нови гранитни плочки, како и целокупната инсталација на кабли и цевки. На плочникот, правен во некогашна Југославија, се сретнавме со градоначалникот Никол Чуилиев, кој ни објасни дека реконструкцијата ќе го опфати целиот простор на трговскиот центар, кој е главно сврталиште на граѓаните. Се реконструира 2800 метри квадратни плочки, се заменуваат, се ставаат нови гранитни плочки и секако дека целокупната урбана опрема која што е потребна за еден функционален и добар изглед, ќе бидат поставени канделарби, дека ќе бидат поставени и подни светилки, лед светилки, понатаму ќе бидат поставени клупи за да можат луѓето да седат кога се движат и исто така предвидовме и парк за најмладите, што значи во непосредна близина на трговскиот центар, точно каде што сега моментално се врши реконструкцијата, ќе биде направен детски парк. Средствата се одвоени од основниот буџет на општина Кочани, што значи дека уште еднаш покажавме дека со одговорно и отчетно работење може да се направат проекти и повеќе од предвидените. Токму доказ за тоа е и овој проект кој воопшто не беше предвиден во основниот буџет во 2019 година, меѓутоа кога видовме дека на начин на кој што ги правиме, транспарентен начин на кој што ги правиме јавните набавки, дека од сите проекти ни остануваат средства и ни овозможуваат со исти средства да направиме многу проекти кои се од интерес на граѓаните. Всушност, целиот центар на Кочани се трансформира. Малку погоре од трговскиот центар е старото кино, сега мултикултурен центар. Стара автентична зграда која е нагризана од влага. На почетокот на следната година започнува реконструкцијата на зградата, која ќе прерасне во младински центар. Обезбедени се 250.000 евра од фондот за прекогранична соработка на Европската унија со Бугарија, а општината издвои 60.000 евра од својот буџет. Целокупната зграда ќе биде реконструирана и најголемиот проблем што е доаѓање на влага, односно уништување на зградата од страна на влага ќе биде санирано и дека на вистина Кочани и кочанчани ќе добијат еден пристоен објект кој ќе ги потсеќа на минатото, меѓутоа ќе овозможува и многу други функции кои што се повеќе од потребни на граѓаните. Тука пред се мислам на младите, бидејќи на вистина ова зграда во централното градско подрачје ја планираме да послужи за повеќе намени каде што младите ќе најдат свој интерес како за развојот, така и за забава. Одејќи надолу, по течението на реката е уште еден реконструиран објект на Центарот за култура Бели Мугри, изграден во далечната 1953 година, кој исто така е културно наследство. Овде не застануваме, значи реконструирана е во моментот на дворешноста, односно целокупната фасада, кровот и сето она што требаше да биде реконструирано, поставени се нови светилки, и очекуваме реконструкцијата понатаму да продолжи во внатрешноста и да Кочани добие на вистина еден модерно кино или еден соверен објект каде што ќе се одржуваат повеќе културни настани. Идејата е центарот на Кочани да добие современ изглед што ќе се вклопи со веќе реконструираната зграда на центарот. Ние планираме конкретно овде да го реконструираме целокупниот плочник, да направиме фонтани, да направиме ново осветлување кое на вистина ќе дава една сосема друга гледка покрај овај убав објект. Значи и шеталиштето и целата околина ќе биде уредена на еден сосема нов начин, каде што на вистина граѓаните ќе можат да уживаат и во гледката и во прошетките, вечерните прошетки, посебно во летниот период, каде што луѓето на вистина излегуваат и шетат. По завршувањето на трговскиот центар, работите се префрлуваат на другата страна на реката. Градежните работи во центарот продолжуваат со булеварско решение по улицата Ленинова, која води на излезот од Кочани кон магистралниот пат за Штип. Овде општината примени едно за денес невообичаено решение со експроприација на куќите на дел од улицата со цел проширување на патот, за што се потрошени близу половина милион евра од општинскиот буџет. На крајот работите ќе се добие булеварско решение со по 2 ленти во двата правци, со што ќе се реши ова тесно грло во сообраќајот. Привршува експроприацијата на едно од најгорчливите прашање на кочанчани, тоа е реконструкцијата, односно булеварскиот влез и излез на Кочани
поранешна Ленинова, сегашната стелото до Сиевски, бидејќи на вистина доаѓате до мостот и понатаму имате огромен проблем да се движите во правец на Штип или во правец на Пониква, медицинскиот центар, што значи дека имаме едно тесно грло кое на вистина мораме да го отклониме. Ние храбро започнавме со експроприацијата, таа некои 70-80% завршено, значи сите оние што се сложија веќе се исплатени, остануваат уште неколку објекти кои не се платени, бидејќи сопствениците имаат мислење дека треба повеќе средства и тоа ќе го одлучи надлежниот суд, а ние ќе почитуваме одлуката и сме решени ова година на вистина да отпочнеме со реконструкција, односно наредната 2020 година да почнеме со правењето и на другиот булеварски дел, што значи дека Кочани ќе добие булеварски влез и излез, и се надеваме дека овие проблеми во делот на фреквенцијата на сообраќајот ќе бидат минато барем во овој дел. Ние планираме во наредните неколку денови да отпочнеме со рушење на објектите кои се експроприирани, со што јасно и силно ќе платиме еден сигнал до сите останати сопственици дека назад од ова нема, туку ова работа мора да се заврши бидејќи е од интерес на сите граѓани на општина Кочани. Подобрувањето на сообраќајното решение во центарот на Кочани продолжува со уште еден булевар за каде е распишана јавна набавка за изведувач. Овде се планирани 4 до 5 кружни текови, што ќе го растоварат сообраќајот. Со АД за стамбен и деловен простор се преговара за решавање на уште една зграда, остаток од некогашните времиња, позната како зградата на одбрана ЈУЈП, која е во распаѓање, а цело крило воопшто и не е во функција поради руинираност. Градоначалникот Илиев вели дека кога стапил на функција, се обврзал на рамномерен економски развој, поради што работите подеднакво се сконцентрирани и во населените места во општината. Обезбедени се 8 милиони евра за локални патишта. Дел од овие пари завршија на патно поврзување на населбата Оризари со градот. Деновиве се завршува асфалтирањето на така наречениот Пазарски пат, име што останало од турско време, сега познато како улица Енгелсова, што е најкратката врска на оризарци со градот. Овој пат е проектиран со 6 метара ширина и од двете страни по 1,5 метар тротоар. За жал, заради затечената состојба, каде што имаме и куќи и имоти, навистина не идоме одредени тешкоти во делот на изведбата на тротоарот и јас лично не сум убеден или не сум сигурен дека до крај ќе успееме да го направиме и тротоарот онака како што јас посакувам и како што треба да биде. Се планира и втора фаза од дополнителни 500 метри со што жителите побрзо ќе стигнуваат до Кочани, избегнувајќи го магистралниот пат што досега мора да го користат. За штедите во општинскиот буџет овозможија изградба на уште една важна сообраќајна артерија. Ја направивме една од подолгите, да не кажам најдолги улици во Оризари. Лазар Стојменов е една од потешките улици, која исто е деценијски проблем. Луѓето кажуваат дека пред 30 години имат направено куќа, а се уште немат пристоен пристапен пат, што ова година го решивме. Исто така, во почетна фаза, ако ово е во завршна фаза, Лазар Стојменов е завршен веќе целосно, во почетна фаза изградба еден од поважните патни правци за жителите на Оризари, тоа е патот од Оризари до местноста Добра вода. Очекувам да продолжиме со истата динамика, истото темпо, бидејќи во Оризари имаме уште неколку критични места кои планираме да ги завршиме, така што веќе за дел од улиците имаме изберено изведувачи. Додека се привршуваат работите во Оризари, на другиот крај од градот, иако е декември, се поставуваше асфалт на улицата Мишо Арсов, кое што го спојува Кочани преку местноста Пресечена скала со главниот пат до селото Градче. Изградбата е овозможена со средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Кочани во новата година ќе влезе со интензивни градежни работи, кои ќе го променат централниот лик, додека на жителите од досега запоставените делови ќе им даде нова перспектива. Како што вели градоначалникот Илиев, пари има, само треба да се вложат на вистинското место, онака како што параат граѓаните. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk